Почитувани, денеска обелодануваме уште еден скандал во рамките на ова министерство. Тендер политиките за наградување на своите миленици на власта немаат крај. До денес не ни е доставен одговор на нашето барање за увид во документацијата каде нов тендер повторно добиваат Трансмет и Силекс Неметали во собственост на Силекс АД Кратово, каде што Цветков во исто време беше член на одбор на директори и министер. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 12 декември 2015 година преку Бирото за јавни набавки објавува оглас за изградба на брана Речани на Оризарска река, општина Кочани. Ова е огласот од 12 декември. Во Законот за јавни набавки, во членот 26а став 2, постапката за доделување на повеќе годишен договор за јавна набавка започнува врз основа на одобрение кој го издава владата на Република Македонија. Ова е извадок од членот 26 од Законот за јавни набавки. Одобрението од владата, дефинирано во овој закон, е добиено на 29 март 2016 година, односно околу 4 месеци по објавување на огласот. Еве го одобрението од владата донесено во 2016 година. Огласот е распишан 12 декември 2015, а одобрението на владата е 4 месеци подоцна. На 28 октомври оваа година министерот Цветков ја потпишува одлуката за најповолна понуда за изградба на брана Речани на Оризарска река, општина Кочани, во висина од 26 милиони евра, каде што јавната набавка ја добиваат Трансмет и Силекс Неметали Кратово. Прашуваме зошто немаме добиено први никаков одговор на нашето барање за увид во тендерската документација. Тоа е законска обврска согласно законот за влада, која што мора да биде исполнета. Зошто е објавен тендер без да биде обезбедено одобрението на влада? Ги повикувам веднаш Државната комисија за спречување на корупција, обвинителствата и сите надлежни институции да покренат постапки и истраги. За потсетување на јавност, фирмите на кои што пред само неколку дена им е доделен тендер тежок 25 милиони евра, се во директна врска со главните медиуми кои што одработуваат за власта на обвинетиот Никола Груевски. За сите криминални политики ќе има одговорност. За секое незаконско работење ќе има одговорност. Благодарам.